Почитувани, денес објавуваме нов скандал поврзан со незаконското работење во јавното предпријатие Државни патишта. На 29 септември 2024 година на патарините на платните рампи Петровец, Сопот, Отовица и Градско се пропуштени 40 возила без да платат патарина. Околу само 240 ненаплатени пропуштања низ патарините само во еден ден на 40 возила кои биле пропуштени на широко спојната лента со црвен семафор. Еве ги снимките од панорамските камери, доставени од свикачите досада сама, на кои јасно се гледаат каде се регистрирани поминувањата. Ова е целосно спротивно на закон и представува самоволие на кадрите на Коце Трајановски и ВМРО ДПМНЕ во ова јавно предпријатие. Согласно член од Законот за јавни патишта, од патарина се ослободени само возила со полициска придружба, возила означени на армијата, полицијата, царината, брзата помош, противпожарните служби, возила на заболени од законско дефинирани болести и лица со телесни оштетувања од 80% со соодветни книшки. Никој друг не е ослободен од патарина. Што значи има јасни законски ограничувања и никој надвор од овие законски прописи не може да биде ослободен и да не плати патарина. Наредбата за овие 40 возила да бидат 240 пати пропуштени низ патарините без да ја платат, ја издал раководителот на наплатната служба Ванчо Милевски, инаку кадар на ВМРО ДПМНЕ. Почитувани, ова е самоволие, ова е пораката по Вибер комуникација која испратил одговорниот на горе споменатите наплатни станици во кој децидно е наредено замислата на раководителот да се спроведе. Ова самоволие и прекршување на законот се случува во време кога се поднесени кривични пријави за 6 вработени во јавното предпријатие дека пропуштиле возила на полицијата без да платат патарина. Прашањето сега е дали раководител Ванчо Милевски ќе сноси одговорност, дали Коце Трајановски ќе го разреши и МВР ќе му поднесе кривична пријава. Или пак за партиските кадри на ВМРО ДПМНЕ не важат законите и може да прават што сакаат. Сада само бара одговорност од Ванчо Милевски за прекршување на законите и негова лична одговорност. Многу скандали му се собра на Коце Трајановски. Дали истрошениот Коце Трајановски воопшто е свесен какви кадри назначи од неговото доаѓање? Дали е сигурен дека назначените кадри ја контролираат и немаат некоја тешка дисциплинска постапка? Или само ги исполнуваат желбите на партиските војници? Размислува ли тој за одговорност?